Дали сте знаеле дека 29 ноември е денот на даночните работници? Токму поради овој ден, кој што секако се одбележува и е посветен на даночните работници, Управата за јавни приходи во изминатиот период организира низа активности. Една од нив е хуманитарната акција која што токму денес ќе се случи во Штип. Настанот ќе започне во 11 часот во училиштето за ретки болести Искра. Директорката на Управата за јавни приходи Сања Лукаревска ова утро е заедно со нас во студиото на Македонија денес, од каде што секако по завршувањето се упатува токму во Штип, каде што ќе бидат донирани паричните средства кои што управата, односно вработените во управата ги собраа за хуманитарната акција. Мене ми е чест и задоволство што ова утро токму во нашето студио имаме Сања Лукаревска, директорката на Управата за јавни приходи, да поразговараме за овој ден, но и за сето она што во последниот период е актуелно. Тука се оние моменти со пријавувањето и ослободувањето на пензионерите од поднесувањето на даночна пријава. Господјо Лукаревска, добро утро и добро дојдовте во Македонија денес. Добро утро до вас и до гледачите. Драго ни е што најдовте време во рамки на денешното издание да не посетите, да бидете наша гостинка и да поразговараме пред се за 29 ноември, денот на даночните работници. Верувам дека многумина од пошироката јавност и не знаат дека постои овој ден, но вие во управата многу добро знаете и периодот го користите да организирате низа активности кои што секако ќе го одбележат токму 29 ноември. Па секоја година, значи, се одржува и крводарителска акција и донираме исто така парични средства собрани од страна на синдикатот. Оваа година имаме реновирани објекти во Кичево, даночното оделение кој што вчера го пуштивме во употреба. После Штип денес одиме во Гевгелија и таму имаме реновирано и тоа даночно оделение, регионалната дирекција Тетово. Така да сакаме да допринесеме пред се за нашите колеги да можат професионално да си ги извршуваат своите работни задачи, меѓутоа и генерално и да го покажеме и хуманитарниот момент од наша страна, дека не сме само репресивен орган кој што сакаме да казнуваме и да собираме пари во буџетот, туку сепак знаеме и да ги удостоиме оние на кои што им е најпотребно. Да, убавата страна на даночните работници, секогаш како што вие велите, се оние кои што се репресивни и кои што бараат секако даночување на средствата. Вие во вашата работа и во вашата секојдневие знаете секако и хуманитарно да се организирате. Го одбравте училиштето за деца со ретки болести Искра во Штип, каде што секако денес заминувате да ги донирате средствата кои што ги собраа вработените во Управата за јавни приходи. Да, правевме анализа каде што сметаме дека секоја година одиме во различни објекти, онаму баш да не се повторувам каде што е најнеопходно, оваа година одлучивме да одиме во ова државно средно училиште. Да, го реновиравте оделението, даночното оделение во Кичево, а што со останатите градови, дали и таму во текот на следниот период ќе се вршат одредени реновирања и подобрување на условите? Па тоа е проект кориснички ориентиран на околина. Тоа е, значи, со наши средства сакаме да допринесеме да заличат сите оние организациони единици на Управата за јавни приходи, бидејќи ние сме во постојан контакт со странки. И буквално за секоја странка треба да види дека влегува во една модерна, напредна институција. Тоа го направивме со Кичево, Гевгелија и регионалната Тетово. Следната година исто така ќе реновираме и други даночни оделенија и даночни шалтери. Па кога ќе изреновираме се, ќе има за што и да се пофалиме. Да, верувам дека ќе имаме можност да се пофалиме, да ги погледнеме оделенијата ни за Републиката како тие функционираат и изгледаат модерно. Утринските програми вообичаено се гледани малку повеќе од пензионерите, оние кои што имаат време да го поминат заедно со нас. Верувам дека во периодот беа малку збунети околу односот на поднесување на даночни пријави, но ете, во наредните 7 години се ослободени. Да, ослободени се согласно законот за личен доход кој што е веќе во собраниска процедура. Навистина слушнавме дека има многу критики во тој дел, значи на оние пензионери кои што немаат остварено никакви други приходи освен пензија, дека ќе биде малку оптеретувачки да треба да доаѓаат на шалтерите кај нас, па да ја направиме цела таа постапка во делот на регистрирањето. И заедно со министерот Тевдовски, со премиерот на владата на Република Македонија, господинот Зоран Заев, најдовме едно соломонско решение со кое што навистина ќе сакаме на сите оние целни групи и на сите нивни сугестии секој пат да бидеме во дослух, така да истото се случи и со пензионерите кои што имаат само пензија, немаат други приходи. Останатите пензионери, значи кои што покрај пензијата имаат и други приходи, се околу 45.000. Дел од нив веќе се регистрирани, со останатите направен е еден посебен акционен план како ќе функционираме понатаму, така да сметам дека ќе оствариме бројката до крајниот рок, односно до 31.12. Да, беа збунети пензионерите околу употребата на компјутерите, на пријавувањето преку онлайн, но ете, излеговте во пресет и секако сите оние пензионери
Па тоа е една реформа која што навистина и во регионот е доста позната, еве на пример во Хрватска, исто така и во сите оние земји кои што се членки на Европската унија и во сите останати земји кои што навистина знаат што значи да се ослободиш од хартија во сите овие бирократски процедури. Така да ние сметавме дека бидејќи станува збор за проект помогнат од Европската унија, дека ќе биде тоа прифатено со една доза на, како да кажам, на воодушевување, на изненадување, на еден позитивен амбиент, меѓутоа ете. Сепак за секоја реформа треба малку време за да и во нашата ментална матрица сето тоа се преџвака убаво. Јас очекувам дека за период од 2 до 3 години веќе ќе бидеме ослободени од било каква хартија и дека се ќе оди електронски, меѓутоа да оставиме на времето. Да, тука се и мобилните екипи кои што се на терен и се секако за оние лица кои што не се во состојба да дојдат до даночните шалтери. Па или за лицата кои што не може да дојдат до даночните шалтери, или до оние тешко пристапни населени места. Имаме 5 мобилни даночни шалтери, распоредени се по регионалните дирекции Тетово, Битола, Штип, Струмица и Прилеп, а во Скопје некаде последните 15 на дена во сите оние места кои што исто така се тешки за пристап и на некој начин сакаме да им олесниме на граѓаните. Да, во секој случај да им се олесни на сите оние кои што имаат одреден проблем и потешкотија да стигнат и до тие, како што рековте вие, тешко пристапни места. Кај нас во Македонија вообичаено таков ни е менталитетот, чекаме се во последен момент да се случи. Колку досега можеби има луѓе кои што завршиле својата обврска кон пријавувањето на данокот? Па последниве бројки кои што Сабајлето ми ги дадоа од секторот за информатичка технологија се околу 315 илјади лица кои што се регистрирале. Јас апелирам до граѓаните дека ние работиме и во сабота, а тогаш има многу мал одзив на лица кои што доаѓаат да се пријавуваат. Најголемите гужви се буквално во работното време, од понеделник до петок. Ние ќе работиме секоја сабота скоро до крајот на годината, освен ако не се поклопува некој празник. И очекуваме дека ќе го продолжиме и работното време на сите оние работни денови понатаму и онаму каде што не е продолжено. Во даночните оделенија, мислам во општините имаме отворено даночни канцеларии. Имаме и таму техничка поддршка, значи граѓаните ако има поблиску и таму може да одат да се регистрираат, така да се што е во наш домен, а е во интерес на граѓаните и нивно полесно пријавување, ние сме си го остварили и сметам дека ќе успееме да покачиме бројката се до крајот на годината. Да не оставиме се да биде во последен момент. Еве тука и саботата која што вам ви е работна во овој период. Од колку до колку часот се отворени шалтерите во текот на саботата за да можете гледачите да се информираат? Па од 8 до 14 часот. Сосема доволно време. Ако треба ќе го продолжиме и тоа работно време, значи очекуваме да видиме како ќе се одвива динамиката на пријавувањето и гужвите на некој начин. Дали сте вие задоволни од тоа како во овој период оди пријавувањето? Очекувавте ли оваа бројка до овој момент? Јас, да ви кажам, сум задоволна и сметам дека тимски заедно постигнавме големи успеси, се организиравме максимално, кој на секоја регионална дирекција на различен начин медиумски се промовира и ги повикува прекитно на некој начин, да кажам, граѓаните за да дојдат да се регистрираат. Од типот на тоа дека бевме во многу пензионерски домови, дека се регистрираа познати спортски клубови и така натаму. Не сакаме да правиме притисок со почитување на процедурата и оние чекори кои што треба да се испочитуваат за да се регистрира едно физичко лице, туку сакаме да покажеме дека многумина се имаат регистрирано, па иди и вие што не сте регистрирани. Бевме и во сите оние министерства со посебни екипи наши, бевме во големите даночни обврзници каде што има огромен број на вработени, бевме и во малите и средните даночни обврзници, помалите предпријатија, секаде каде што сме повикани. И сметам дека и моите колеги одлично си ја вршат својата работа. Премногу тимови имаме направено и шалтерите се тука на располагање, така да. Да, шалтерите се на располагање, граѓаните треба да бидат подготвени да завршат својата обврска, дали во текот на работната недела или во текот на викендот, саботата кога е порелаксирано. Рековте вие многу гужва се создава во текот на работните денови. Дали се работи и во попладневните часови или само во еден? Се работи и во попладневните часови, сменски се работи. Да, ете за гледачите секако еден одговор да побрзаат се додека не се создадат гужвите на шалтерите во управата за јавни приходи, за секако да се
поднесат сите овие даночни пријави. Верувам многу предизвици стојат пред вас и во текот на изминатата година со кој што се соочувавте, но и сето она што сакате да го постигнете и да го модернизирате целокупниот систем. Па како ете, тука сме некаде кон крајот на годината, може да ја сумирате вие изминатата година за управата за јавни приходи. Што е она што вие сте задоволни што го направивте како промена? Па јас да не делувам многу нескромно, можам да кажам дека сме меѓу првите реформаторски институции за тоа што сите реформи кои што ги планиравме и беа согласно планот се почнуваат или се реализираат или ќе се реализираат. Навистина и ова со прогресивното оденочување, онаа цела пракса и спроведувањето на сето тоа ќе оди преку управата за јавни приходи. Регистрацијата на системот за персонален данок оди преку нас. Наредната година очекуваме дека ќе дојде оној проект долго најавуван 15% поврат на ДДВ кај физичките лица. Значи, сето тоа е во наш домен. Направивме многу други проекти, значи имаме проект на закажи средба, имаме проект на информа која што е на база на знаења, заедно процесот на реинженеринг, каде што ќе ги сумира сите процеси во еден, сето тоа ќе оди скенирано, модулот на автоматско пребивање кој што многу ќе олесни кај даночните обврзници, сега сето тоа е во тест фаза, ќе го унапредиме, ќе го надградиме нашиот IT систем. И плюс на сето тоа, да кажам, и реновирањето на одредени организациони единици во управата. Дел од колегите се унапредени, на нивното досегашно знаење е слушнато и сакаме да одат напред. Се работи на едукација секако на персоналот? Едуцираме, одиме на семинари, ја градиме онаа тимска нишка која што е пренеопходна во рамки на управата за јавни приходи и сметам дека е задоволително, затоа што минатиот Свети Матеј, денот на даночниците, кога прославувавме 70 години од првиот даночен систем и 20 години од денот на даночниците, си зададовме одредени задачи кои што требаше да ги реализираме до оваа година. Сега кога ќе направиме едно сумирање, ќе видиме во четврток што ќе пренесеме на присутните во Даут Пашиниот Амам, каде што таму ќе ни биде нашата, да речем, нашето скромно одбележување на овој ден. Да, се не се задоволни од изминатата година и сето она што го зацртавте и успеавте да го реализирате. Сигурна сум дека уште многу проекти и планови стојат пред вас за текот на наредната година. Па има многу, да, и пред се можам да кажам дека сме презадоволни од реализацијата на наплатата и начинот на тоа како ги менаџираме обврските за да уствариме една добра динамика. Во споредба со периодите лани, преклани и така натаму, навистина имаме натврлено многу, што сметам дека сето тоа со одействува и со оној момент што беше најавен дека 2019 година ќе биде економска година. Така да ние допринесуваме за тоа што сме главните полначи на буџетот. Го слушате ли, го имате ли слухот на народот и на граѓаните што тие велат? Па слушам, да, затоа што навистина нема затворена врата за било кој во управата за јавни приходи, што се однесува за мене. Јас сите сакам да ги сослушам, онаму кај што има простор да се помогне, онаму каде што нема простор, знам дека се создава горем револт кај даночните обврзници, меѓутоа законските решенија се тие. И сепак секој треба да знае дека данокот е пред се. Да. Господи Лукаревска, јас ви благодарам што пред да заминете секако на доделувањето на средствата кои што ги собраа вработените од управата за јавни приходи во училиштето за ретки болести во Штип Искра, дојдовте во нашето студио. Верувам дека и ги мотивиравме гледачите да навремено ја завршат својата обврска кон поднесувањето на даночните пријави. Шалтерите се отворени, работите и во сабота, како што кажавме, секако се со цел да не се создаваат гужви, да сите на еден релаксиран начин ја завршат оваа обврска. Ви благодарам секако за одвоеното време за гостувањето во Македонија денес и сето она што го споделивте со нашите гледачи. Благодарам и на вас што ми овозможивте да ја покажеме и хуманата страна на управата за јавни приходи. А ние го постакуваме и го честитаме денот на даночните работници, секако да го поминете во убава атмосфера, одбележувајќи го секако овој значаен ден за сите даночни работници и верувам дека наредната година со уште многу реализирани проекти повторно ќе имаме можност да го најавиме и да го честитаме денот на управата за јавни приходи, односно на сите оние кои што работат во неа. Благодарам. Драги гледачи, вам ви благодарам за вниманието со кое што го следевте овој разговор. Тоа беше господјата Сања Лукаревска, директор на управата за јавни приходи ова утро во Македонија. Денес секако одбележувајќи го денот на даночните работници 29 ноември. Ја видовме и хуманата страна секако на даночните работници. Верувам дека ете едно убаво видување од ваша страна за сето она што тие го работат и го прават и за граѓаните. Секако на вас останува на времено да ги поднесете пријавите во на шалтерите
имејлите за Управата за јавни приходи. Тие се отворени за сите ваши прашања, сето она што стои како нејаснотија. Даночните шалтери за граѓаните на Македонија се отворени во текот на целата работна недела, но и во саботата.